Ова е вистинска приказна за жртва на семено насилство. Млада жена од внатрешноста. Долго време била малтретирана од сопругот. Смогнала сили за да побара помош од првиот семеен центар во државава. Што се случува откако жртвата ќе тропне наврата во овој центар? Како изгледало незиното закрепнување зад овие ѕидови? Клиентката е на возраст од 37 години, мајка на 2 малолетни деца. Дојдена е од друг град и живее овде, во Скопје како поголем град, во кој што се вработува, почнува да живее, да работи, солидно заработува, за разлика од нејза. Партнерот, сопругот, е човек кој што има конфликтно однесување и кој што многу често ја губи работата токму заради неговото однесување. И многу пати се случува да таа е таа која што го носи лебот во семејството, а тој е тој кој што сака да шефува и да кажува кој е глава на фамилијата, кој е главен. И затоа се случува да имаат конфликти, и затоа се случува да истата е изложена и на физичко, меѓутоа и на економско насилство. Да, во ред е да се разговара и се распредели буџетот согласно потребите на семејството, меѓутоа да целосно се одземе и тој да раководи со буџетот затоа што е мажот во фамилијата, апсолутно станува збор за нешто кое што велиме дека е економско насилство. Доаѓа кај нас, бара помош за себе и за своите деца, затоа што постојано изложена и на економско насилство и на физичко насилство, психолошкото во континуитет исто така оди. Најчесто формите на насилство кога се пријавува се испреплетени, не можеш да кажеш дека има само еден тип. Може да се случи понекогаш да имаме на почетокот само психолошко насилство, меѓутоа многу често истите се испреплетуваат и со тек на време кулминацијата на насилството може да дојде дури и до сексуално насилство, може да дојде и до силување во брак, за кој што многу често и не се зборува и се уште се табуа во нашата земја. Како што кажав, се обрати за помош кај нас. Работевме на мотивација, на незино зајакнување. Оваа жена од страв не го пријавила случајот. Тоа значи дека незиното име не било заведено во системот на жртви на семено насилство. Во прв момент стравуваше дека ако отиде да пријави, со оглед на тоа дека е дојдена од друг град и нема каде да оди, може да се случи да ги одземат децата, да проценат дека тој ги има сите услови за живот и заради тоа да му се доделат нему. И за жал се случува и таква ситуација понекогаш, да не се земе предвид дека станува збор за жртва, и иако во системот на социјална заштита имаме можност да се изрече и мерка одстранување на сторителот од домот, најчесто жртвата е таа која што го напушта домот. Се обиде да го напушти домот, не успеа во првиот момент да ги земе децата со себе. Краток период живееше кај своето семејство, меѓутоа со контактите со влегувањето во системот се успеа да се издействува да старателството и децата бидат дадени кај нејзе. Така да ова е една од случаите каде што, да кажам, релативно брзо и лесно дојде до позитивна разврска, затоа што ќе се вратам на тоа дека многу често, доколку жената е таа која што го напушта и пријавува случајот, се случува да манипулацијата и насилството понатака продолжува и преку самите деца. Зошто е важно една жртва да пријави во Центарот за социјални работи, односно да влезе во системот? Се случува да воопшто претходно не го пријавиле насилството. Имаме случаи во кои што се обиделе да го пријават, меѓутоа наишле на негативен одговор од страна на институциите и несоодветен одговор. Пример, во полициска станица добил насилникот, сторителот, дојава дека неговата дошла и се обидела да го пријави случајот, и во таква ситуација жртвата престанува да верува во системот и се враќа назад, значи насилството останува непријавено. И кога ќе дојдат кај нас, доаѓаат со идеја дека сакаат да добијат одредена поддршка, сакаат да се заштитат себе си и децата, меѓутоа никако не сакаат да отидат и повторно да пријават во полиција. Во овие случаи, она кое што ние како услуга можеме да го понудиме е секако психолошката поддршка, незино зајакнување и мотивација. Се трудиме да повторно
се обидеме да ја внесеме во системот. И во таква ситуација дополнително нудиме и поддршка за пријавата да биде со наша придружба, за да овој пат обезбедиме сигурност дека соодветно ќе се одговори на случајот. Доколку доаѓаат прв пат и немале предходно обид за пријава, нити во полиција, нити во Центар за социјална работа, во тој случај она кој што првично го работи психологот кој што е менаџерка во центарот е всушност запознавање со целиот систем на пријавата и мотивација да истото насилство кое што го кажува кај нас биде пријавено за да може да се покрене системот и да се превземат сите мерки за заштита, вклучително и да се побараат одредени забрани кои што полицијата може да ги изрече, како што се забрана за приближување, забрана за понатамошно малтретирање и контактирање во зависност нели од случајот, секогаш тоа е индивидуално. Матевска објаснува дека најважно во еден случај е тоа какви мерки се изречени. Во оваа ситуација, мерките кои што беа изречени беа соодветни и тоа е многу важно, да во исто време се изречат мерки и за сторителот, да се изречат мерки и за самата жртва, за заштита, меѓутоа и за психолошка поддршка и да не се заборави и да не се изостави во најдобар интерес на децата е во ситуација кога има деца, ако има можност да се работи нели со нив на таков начин. Бракот може да се разведе поради одредена причина, меѓутоа самото родителство понатака ќе продолжи, откако секој ќе го помине соодветниот третман за да може да се зајакне и да продолжи да функционира. Како едно прибежиште, спокојство. Така жртвите гледаат на овој центар, кој што за жал е единствен во земјава. Од каде дознаваат за тоа дека постои ова место? За среќа или за жал се случува да поголем дел од жените, поголем дел од жртвите кои што доаѓаат се заради тоа што слушнале, добиле информација од некоја друга која го добила како услуга. Сторителите се категорија која што многу почесто во последен период се препраќа од системот на социјална заштита, па дури и од пробацијски тимови. Бараме и апелираме да се упатуваат и жртви кога имаме упатување од сторители. Меѓутоа, па од друга страна, жртвите се тие кои што доаѓаат заради тоа што слушнале и добиле позитивен исход и позитивна разврска во претходен случај, кој што бил пријавен или бил дојден кај нас само иницијативно. Така што се случува и често, да, она кое што го имаме, се благодарни за ситуацијата во која што се нашле, сме дале поддршка. Меѓутоа сакам да верувам дека понатака успеле да продолжат затоа што ги зајакнале нели своите капацитети и ние сме дел од приказната, но најголема заслуга би кажала дека е нивна. Услугите на центарот се бесплатни, но не и неограничени, со оглед на капацитетите. Вработените се отворени со широко срце и сакаат да ја помогнат на секоја една жртва на семено насилство. Станува збор за долгорочна поддршка која што не е само еднократно советување, туку навистина се трудиме да биде согласно индивидуалната потреба на секоја клиентка жена која што е дојдена. Може да има жени кои што ќе им е потребно 4 до 5 сеанси, може ќе има потреба од 10 до 12. Имаме жени кои што работат и година, 2. Значи зависи од комплицираноста на случајот, зависи од динамиката во семејството, зависи од поддршката која што имаат дополнително на располагање. Ние не сме единствените кои што сме во поддршка околу нејзе. И колку повеќе има и пријатели и други вклучени лица кои што се од поблиското семејство, толку полесно таа може да се зајакне. Ќе кажам дека исто така често зависи и од капацитетите на самите личности. Има лица кои што ќе одлучат во одреден период да прекинат, да се вратат, па можеби ќе се вратат во системот повторно. И исто тоа е многу важно. И кај нас, меѓутоа и каде и да дојдат на друго место. Ако еднаш го отпочнала процесот, одредена жена жртва, и во одреден период поради X причини решила да го прекине, кога повторно ќе дојде, ние треба да ја пречекаме со истиот ентузијазам, да бидеме отворени со широко отворени раце, затоа што навистина и втор пат, и трет пат ако се случи, треба да го дадеме одговорот соодветно и треба да одговориме на низините индивидуални потреби и да ја поддржиме. Најголем дел од пропустите и од случаите во кои што жените се откажуваат е поради одредена недоверба, поради одредени ситуации кои што се случуваат, сакаат да ги заштитат децата.
Не е наше да судиме, не е наше да бидеме лути, не е наше да одлучиме дали ако на прва соодветно не ја добие поддршката, не излезе од кругот, втора шанса дека нема да ја дадеме. Ние сме тука и треба да останеме сите, значи зборувам не само за нас како сервис, прв семеен центар, услуга која што е советувалишна, зборувам и за сите институции. Големите пропусти кај фемицидите се заснуваат на несоодветно постапување на надлежните. Една жртва не мора да плаче за да ни покаже дека е жртва на семено насилство. Пропусти кои што се случуваат и во ситуација кога ќе ги разгледаме сите фемициди кои што се во изминатиот период, ќе видиме дека тоа е поради тоа што несоодветно се постапило, меѓутоа и еднаш пријавила, 2 пати пријавила, 3 пати пријавила, 4-тиот пат не одговараат на исти начин. Предпоставуваат, ќе се откаже. Да, во ред е, има право да се откаже. Ние сме тука и треба, ќе кажам повторно, со истиот ентузијазам, со широко расширени раце да ја прифатиме и да се обидеме, да ја зајакнеме и да ја дадеме поддршката.